Почитувани граѓани, нов ден, нов скандал со дрога, поврзан со криминалната ДПМНЕ. Христијан Мицковски е во друштво со дилер на дрога и оружје од Струга, приведен на 24.11.23 година како дел од организирана криминална група која се занимавала со недозволена трговија со дрога и оружје. Јавноста може да ги погледа сликите, станува збор за оваа лице. ДПМНЕ стана гнездо на подземје и криминал со дрога. Со дрога беше фатен и истакнат член на ВМРО ДПМНЕ, соработник на Мицковски од Пештани. Јавноста може да ја види и оваа слика. Мицковски го видовме во друштво како седи на иста маса со лице од Грчец, уапсен за трговија со 32 килограми дрога вредна 120.000 евра. Почитувани граѓани, Мицковски е опкружен со радикали, лица фатени со кокаин, лица што се бават со недозволена трговија со дрога и оружје. ДПМНЕ повеќе не е политичка партија, туку прерасна во расат на криминални групи и гнездо на конзументи на дрога. Тие се опасност за сите, особено за најмладите. Не е воопшто случајност што уапсени шверцери со дрога седат на иста маса со Мицковски по кафејани. ДПМНЕ со години е единствена партија која возможува заштита на вакви структури и партија каде се чувствуваат тие структури безбедно. Радикални групи, националисти, насилници, а сега и шверцери на дрога имаат очигледно влијание врз Христијан Мицковски. Доколку ДПМНЕ дојде на власт, кој ќе ја води државата? Тие, се разбира. Мицковски треба да излезе пред јавноста и да одговори какви услуги користи од нив. Мицковски со денови не кажува ни какви биле односите и зашто разговарал на состаноците со Палески. Вакво ДПМНЕ представува опасност по сигурност на граѓаните.